Во ова видео правам споредба помеѓу два осцилоскопи. Едниот е FNIRSI 1014D, а другиот е Rigol DHO 814. FNIRSI 1014D има 8-битен AD конвертор, додека Rigol DHO 814 има многу по-современ 12-битен аналог to digital конвертор. Двата осцилоскопа се поврзани на еден сигнал генератор, а како контрола на истата точка е поврзан и еден обичен мултиметар. Сигнал генераторот во моментов дава 20 Hz на излез сигнал, 200 миливолти РМС. FNIRSI-то покажува 211 миливолти РМС, 32 Hz, што не е точно. Сигналот е 20 Hz. Rigolот покажува 20 Hz и точната излезна вредност на 200,5 миливолти. Контролниот инструмент исто така покажува 200 миливолти или 0,2 волти. Сега ќе ја зголемам амплитудата на сигналот од 200 миливолти на 300 миливолти РМС и да видиме што покажуваат осцилоскопите. FNIRSI покажува 307 миливолти, фреквенцијата пак не е точна, а Rigolот покажува точна фреквенција и точна амплитуда. Контролниот инструмент исто така покажува точна амплитуда 298 миливолти. Зголемувам амплитуда на сигналот на 500 миливолти. FNIRSI-то покажува 518 миливолти и овој пат приближно точна фреквенција. Варира од 19 до 24 Hz. Rigolот покажува стабилна фреквенција од 20 Hz и 499 до 500 миливолти, што е многу точно. Контролниот инструмент покажува 497 миливолти. Сега ја зголемив амплитудата на сигналот на 1 волт РМС. FNIRSI-то покажува 1,03 волти и точна фреквенција 20 Hz. Rigolот покажува точна фреквенција и точна амплитуда 997 до 1000 миливолти, 1 волт. Контролниот инструмент исто така покажува 995 миливолти. Сега ќе ја зголемам фреквенцијата. Да речеме, ќе отидам на 50 Hz. Hz. Да видиме што покажува FNIRSI-то. 50 Hz покажува и точна амплитуда 1,03 волти. Rigolот покажува точна фреквенција 50 Hz со 3 децимели и точна амплитуда 999 миливолти. Контролниот инструмент исто така покажува 999 миливолти. Ќе одам на повисока фреквенција, да речеме на 100 Hz. FNIRSI покажува 100 Hz, Rigol покажува 100 Hz, точна амплитуда. Амплитудата на контролниот унимер
е исто така точна, 999 миливолти. Ке ја зголемам фреквенцијата на 500 херци. Внирсито покажува 500 херци, точна амплитуда, 1 волт 103. Риголот покажува исто така 500 херци и точна амплитуда. Контролниот инструмент исто така покажува амплитудата дека е 0,983 волти. Одам на 1000 херци или 1 килохерц. 1 килохерц, внирсито покажува 1 килохерц, амплитудата 1 волт, риголот покажува исто така многу точни параметри со многу децимали. Контролниот инструмент покажува приближно точна амплитуда од 941 миливолт. Ќе отидам на 2 килохерци. Внирсито покажува 2 килохерци, точно, и добра, точна амплитуда. За риголот и да не збориме, тоа е веќе лабораториски инструмент, покажува многу точно. 998,8 миливолти и 2,000 килохерци. Контролниот инструмент веќе отстапува, покажува 0,8, 116 миливолти, но тој не е дизајниран за толку висока фреквенција. Ќе одам нагоре со фреквенцијата, да речеме на 10 килохерци или 10.000 херци. Внирсито точно ја покажува и амплитудата и фреквенцијата. Риголот исто така прекрасно покажува точност до неколку децимали, а веќе контролниот инструмент не може да ја мери таа фреквенција. 10 килохерци му е многу високо и покажува дека амплитудата е само 0,2 волти, а всушност е 1 волт. Сега ја нагодувам фреквенцијата на 10 мегахерци, 1 волт РМС амплитуда. Внирсито покажува точна амплитуда 1,05, фреквенција 10 мегахерци, што е одлично. Риголот веќе да не зборуваме, тој покажува точност до повеќе децимали. Одиме на повисока фреквенција. Сега го нагодувам сигнал генераторот да дава 50 мегахерци синусоидален сигнал со излезна амплитуда 1 волт РМС. Нирси осцилоскопот покажува точна фреквенција 49,9 до 50 мегахерци и 1,2 волти, 1,3 дури оди, а риголот, на кој многу повеќе му верувам, покажува 50 мегахерци со неколку децимали и исто така 1,21 волти, што значи дека амплитудата на овој инструмент отишла малку погоре и не е веќе 1 волт, туку е 1,2 волти. За мерење на уште повисоки фреквенции како извор на сигнал ќе користам Vector Network Analyzer, кој што може да служи и како сигнал генератор се до 1 ГГц. Ќе нагодам сега фреквенција
излезна на сигналот од 80 мегахерци. ФНИРС осцилоскопот не може да ја даде таа фреквенција, иако производителот наведува дека оди до 100 МГц, меѓутоа сигналот од нано ВНА е многу слаб, ред на величина од неколку миливолти, така што овој осцилоскоп ФНИРС 1014D не е доволно осетлив и не може да ја прикаже фреквенцијата. И сигналот, се разбира. Додека Ригол точно ја кажува фреквенцијата од 80 МГц, нивото на сигнал РМС го дава како 12 миливолти, а пик-ту-пик 33 миливолти. Сега ќе нагодам излезен сигнал од 100 МГц, ФНИРС не покажува ништо, Риголот фреквенцијата ја отчитува одлично и нивото пик-ту-пик и РМС. Сега ќе пробам со сигнал од 150 МГц, ФНИРС не покажува ништо, додека Риголот, иако е деклариран до 100 МГц, правилно ја покажува фреквенцијата од 150 МГц и нивото на сигнал сега е опаднато на околу 5,6 миливолти. Ќе пробам уште повисока фреквенција од 200 МГц. ФНИРС ништо не покажува, а Риголот правилно ја покажува фреквенцијата од 200 МГц и ниво на сигнал околу 3 миливолти РМС. Ќе пробам уште повисоко, да пробам со 220 МГц. Ете, 220 го покажува, 200 на граница му е. Меѓутоа многу ниско ниво од 2 миливолти, така што едва и може да го прочита.